Започнуваме со урбани вести. Голема акција за чистење на Скопје денеска започна во општина Ѓорче Петров. Секоја седмица ќе се чисти во различна општина. Ова е веста на денот, во продолжение ја гледаме генералната најава. Почна голема акција за чистење на Скопје. Средството со кое се прскаше не е штетно за здравието на луѓето. Шилегов предоцна е да се прска против молци на водно и матка. 70 филмови ќе бидат прикажани на фестивалот Македокс. Со чистење на улици и паркот во општина Ѓорче Петров започна големата акција за чистење на Скопје. Целта на оваа акција е да се подигне нивото на хигиената во главниот град, а со тоа ќе се придонесе и за намалување на загадениот воздух во зима. Во општина Ѓорче Петров денеска почна големата акција за чистење на Скопје. Акцијата ја најави градоначалникот Петре Шилегов, кој рече дека ќе се чисти во соработка со јавните предпријатија Комунална хигиена и паркови и зеленило, во соработка со скопските општини, а ќе ги чистат сите градски и општински улици, како и парковите. Повеќе 110 поредно ангажирани лица од страна на градот, заедно со луѓето кои што општините редовно ги имаат ангажирано, ќе влезат во секоја катче на општината, по секоја уличка, овдека во Ѓорче Петров и понатаму во останатите општини, со цел да го подигнеме нивото на хигиената во нашиот град. Акцијата почна од општина Ѓорче Петров со генерално чистење на улиците Ѓорче Петров, 4 јули и Социјалистичка зора, а ќе продолжи на другите улици. Целта е да се подигне нивото на хигиената. Градоначалникот Шилегов рече дека секоја седмица ќе се чисти во различна општина. Започнуваме со општина Ѓорче Петров, ќе продолжиме со чистење во Карпош, Центар, Аеродром, Кисела вода, а потоа и во преостанатите општини на територија на градот. Шилегов додаде дека граѓаните се јасни и сериозни во своите барања околу чистотата на Скопје. Рече дека обврска на градот е да ги одржува улиците чисти, а обврска на секој од нас е поединечно да се погрижи тие улици да останат чисти. Почитувани граѓани, ајде секој од нас да го даде својот придонес. Ние како град, вие како граѓани. Да го направиме поубаво секое место за живење. Онаму каде што живееме, онаму каде што работиме, онаму каде што учиме, да отфрлиме некои наши навики кои што ги имаме кога е комуналниот отпад во прашање, со цел заеднички да го направиме Скопје град за пример, град со кој што ќе се гордееме, град кој што ќе биде пример за како треба да изгледа еден чист град во регионот. Императивот мој како градоначалник, верувам на секој од вас и граѓаните и луѓето кои што сме овдека присутни денеска е да заштитиме животната средина и да го подигнеме нивото на чист град што е можно повеќе. На денешната акција за чистење во Ѓорче Петров присуствуваше и директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Абдусамет Чабани и представници од општина Ѓорче Петров. Средството со кое се прскаше во изминатите денови против комарци не е штетно за здравието на луѓето. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов појасни дека во изминатиот период е направена анализа на средството и потврдено е дека тоа влијае на комарците и другите штетни инсекти кои се појавуваат во овој период. А за заштита на пчелите секогаш се информираат пчеларите да ги заштитат гнездата. Средството кое се користи при прскање на комарците во Скопје не влијае на здравието на луѓето, изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Средството исклучиво ги третира комарците и останатите инсекти кои се јавуваат како штетни инсекти во овој период. Градот секогаш соодветно им соопштува на пчеларите да ги заштитат гнездата со цел да не дојде до истребување на пчелите, изјави Шилегов. Тој рече дека во изминатите денови се прскаше со средство од германската фирма Бауер и во изминатиот период беше направена негова анализа. Шилегов информира дека годинава климатските услови придонеле интензивно да се појават комарците. Дека и на 1 јули, на почетокот на месецот кога најчесто одиме на годишни одмори, температурата беше 18 степени и врнеше. Имавме сериозно долг врнежлив период, сериозно долго врнежливо лето. Наглото затоплување и сушење всушност представува основ за интензивно, односно зголемување, расплодување на комарците заради таквата масовна појава. Ние
Иако претходно 2 пати веќе беа третирани комарците, дадовме поинтензитет со цел да го заштитиме здравјето на граѓаните. Градоначалникот Шилегов појасни дека мора да има соодветни услови за да се изведе прскањето. Тоа се најмалку 3 дена без врнежи и потоа и следните 2 дена да бидат без врнежи, за да не се измие средството кое се употребува. Тој соопшти дека постапките, процедурите и протоколите за третирање на комарците се резултат на институционална соработка, а не исклучиво на службите на град Скопје. Градоначалникот Петре Шилегов рече дека сега е предоцна да се прска против молци на водно и матка, бидејќи е поминат периодот на расплод. Службите во градот во идниот период ќе ги лоцираат точно местата со цел следната сезона да се спречи нападот на молците врз шумата. Шимшировиот молец кој втора година ја напаѓа матка и околината ја нападнал и планината водно, а градоначалникот Петре Шилегов изјави дека е предоцна да се прска бидејќи е поминат периодот на расплод. Годинава е согледана таа појава и додаде оти веќе е доцна за безпредметно да се врши заштита на тоа подрачје. Стручните служби на јавното предпријатие Паркови и зеленило на терен ја детектирале појавата на гасеницата, така наречена молец на зеленика во парк Шумата водно и дело Царај, која има штетен ефект на дрвјата. Службите во градот во текот на периодот кој што предстои ќе ги лоцираат точно местата со цел да во следната сезона го спречиме нападот на молците врз шумата. Добро е што станува збор за едно изолирано место, мало место и ќе бидеме во можност во наредниот период да спречиме евентуално оштетување повеќе на парк Шумата водно. Од 16 до 23 август во Скопје на неколку локации ќе се одржува фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Како што велат организаторите, во една седмица во рамките на фестивалот ќе бидат прикажани околу 70 филмови. Овој фестивал ќе го прикаже најновото и најкреативното во документарната кинематографија, сместено во повеќе програмски сегменти. Деветото издание на фестивалот на креативен документарен филм Македокс ќе се одржи од 16 до 23 август на неколку локации во Скопје. Куршумлијан на платото пред Музеј на Македонија и во Музејот на современа уметност во Скопје. Како што велат организаторите, како и предходните години, Македокс ќе донесе пресек на најновото и најкреативното во документарната кинематографија, сместено во повеќе програмски сегменти, како главна програма, нови автори, кратки документарци, студентска програма и 2 програми за деца и млади. Селекторката на главната програма на фестивалот Петра Селишкар на пресконференција рече дека во селекција се повеќе филмови од нови автори. На Македокс 9 ќе бидат прикажани 70 на филмови, ќе бидат присутни исто толку гости, а филмовите ќе се надпреваруваат за наградите Кромит за најдобар филм во главна програма, Млад Кромит за најдобар филм на нов автор, Кокарче за најдобар студентски филм, Сечкан Кромит за најдобар краток филм, а сите влегуваат во конкуренција за наградата за филм со најдобри етички идеи. Главна програма се содржи од неколку филмови што сакам да ги издвоим. Значи, Distant Barking of the Dogs е еден од најмотивните по мене филмови на фестивалот, кој што ќе ни покаже малце повеќе за тоа како е да се живее на близко до војна, преку детски очи. In Praise of Nothing на Борис Митич, кој што се враќа на Македокс со новиот филм, кој што voiceover му позајмил Иги Поп, да ни објасни све за ништо. Of Fathers and Son е исто така режисер од Сирија, таа Алдерки доаѓа на фестивал со новиот филм за како е ако си детето на ИСИС војниците. Грейс Джонс ќе ни покаже кој е уствари Грейс Джонс денес. Селекторката Петрула Велјановска истакна дека на нивно големо задоволство е тоа што ќе присуствуваат многу гости од Индија до Исланд, а ова издание ќе биде посветено на режисерите на документарни филмови.
Одбравме два филма за отварање. Прво ќе биде краткометражниот филм Wi-Fi Блаза Куба, по кој што ќе следува долгометраж на Адриан Келтенборг, по што ќе следува долгометражниот филм посветен на мачките во Истанбул со наслов Кеди на режисерката Сейда Корун. По филмската програма на отварањето ќе имаме исто така и концерт на групата Джими Барка Experience. Во рамки на фестивалот ќе се одржи фотографска работилница, а ќе се одржи и пикник на кој млади уметници ќе ги продаваат своите ракотворби. Информација за сите православни христијански верници дека од денеска почнува двонеделниот Богородичен пост посветен на успението на Пресвета Богородица. Оно што треба да го знаат верниците е тоа дека покрај телесниот пост исто голема важност има и духовниот пост на телото. За православните христијански верници денеска почнува двонеделниот Богородичен пост кој е посветен на успението на Пресвета Богородица. Овој пост е востановен во молитвено сеќавање на Пресвета Богородица, а со цел во периодот на неговото времетраење уште поинтензивно да се изискува молитвеното застапништво од Пресветата Богомајка. По својата временска должина тоа е најкраткиот од 4 годишни пости и трае 15 дена, односно секоја година започнува на денот на прославувањето на светите 7 Макавејци 14 август, а завршува на Благденот Успение на Пресвета Богородица 28 август. И покрај постоењето на ориентирани правила во однос на дозволените и забранети продукти за исхрана, никогаш не сме да се заборави дека сршта на православната антропологија е во тоа дека од човекот не треба да се направи проста маса, туку секој е и треба да остане конкретна личност. Духовниот пост секогаш подразбира одрекување од сите облици на грешни и зли мисли, желби и дела, додека телесниот пост е само неопходно помошно средство за успешна духовна борба против страстите. Деновите на богородични пости да ни минат во чистота на срцето, добромислие и доброделие. Регионалниот центар за управување со кризи ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат општините Сопиште и Аеродром. Дел од корисниците од улицата 24 во село Сопиште утре од 8 часот и 30 минути до 15 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 13 до 15 часот без струја ќе бидат и дел од корисниците од улицата Ѓорѓи Капчев под улица 27 во општина Аеродром. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипи на ЕВА на Македонија. Времето во Македонија сончево и топло со мала до умерена облачност, а попладне локална појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Скопје сончево и топло со мала до умерена облачност и со слаб ветер од западен правец. За среда и четврток метеоролозите најавуваат нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а преодно стабилизирање на времето се очекува в петок и сабота. Денеска температурата достигна до 34 степени Целзиусови, а утре се очекува да достигне до 31 степен. В четврток температурата ќе се движи од 16 до 31 степен, петок од 18 до 33 и сабота од 18 до 33 степени. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас и имајте пријатна вечер. Довидување.